Сретнав татко. Втор во една година, значи, како да дежаву, како да ми се повторија средбиве у непуна годината на минатото лето и ова лето. Значи, идентични приказни го сретнам татково, кај идеш, шо идеш, вика син ми го испраќам у странство да работи, тргнав по пријатели, да побарам 20 евра, да му давам, да му се најдат по пут, да поземам 20 евра. Значи, истата приказна од минатото лето, различни татковци и различни деца. Не се. Седнавме последна една клупа, он плаче, ја на моето дете вика не му обезбедив нормален живот, оно да мора да иде да работи, у странство, да не го гледам. Ја ова, ја она. Тежок очај. Ја му викам, друже му викам, истите работи, викам, ги мислим и ја на моите деца неколку пати ми си имам извинето што им немам обезбедено квалитетен живот, секоја лето одмор каде сакаат, секоја зима зимување, џорданки од 15.000, од 12.000 денари, курс се треса, минимум едно 10 пати им си имам извинето. Имало периоди пред 10 години, за среќа кратки, кога намерно сум избегнувал места кај што се продава сладолед у летно време, да не ми побарат, пошто сум немал да им купам. Зборам од тоа време. Имало и такви денови. Како, зашто не е битно. Но и ден денеска, значи знам да им се од време на време мене кој ќе ме фати очиот, знам да им се извинам. Што ете, тоа не сум им го обезбедил, што не сум бил способен тоа да им го обезбедам. Што значи приказната се повторува, пошто ние као кој има некој деца кој е татко се, знаеш, ја разбирате жината на овој човек. Што ми зборуваше. А му викам глего тоа, викам и од другиот аспект. Може и болje, викам. Што си немал да им дадеш. Затоа што побрзо ќе се учеличат. Една година ќе свати дека нема да иде на одмор, втора година ќе свати дека нема да иде на камп, трета година исто, другарите, другарките сите ќе му идат, нема да иде. Пошто нели татко му бил неспособен да му го обезбеди тоа, го кажам ова неспособен во наводници, затоа што само тука луѓето се срамат од својата сиромаштија, кога гледаат безсрамноста на оние што имаат многу пари, благодарение што тие или нивните татковци пак поради својата неспособност ја гледале политиката како клуч за нивното богатење. Генерално луѓето затоа и влагаат сериозно во политика, оние што се понеспособни за да направат некоја паричка на брзина. Но не се. Тоа е више се однесува на психолошкиот профил на нашите политички елити во наводници. Друго сакам да кажам, викам не го гледај тоа, да е хендикеп и е голема тежина за татко која ќе гледа други татковци што све им обезбедиле на нивните деца, он не може да им обезбеди. Да, е сериозен ова проблем. Но викам гледај го тоа од друга страна дека таа работа ќе ги очеличи. Ете го викам, твојот син, како и на оној минатата година што го сретнав истиот, мислам еден друг татко, јебе га сватиле дека немаат, дека младоста, иако се сега релативно уште млади, по 25-7 години, но сватиле дека не можеле да имаат многу работи, па затоа сватиле дека треба да
пречекорат преку границите на државава да работат негде на страна и да си го средат животот. Дете што е научено све да има, таков чекор нема да преземе, таква одважност, таква храброст нема да покаже, него ќе се држи до скутот на родителите. Да, викам, тешко е, нема да го гледаш, сега ќе оди тамо негде у некоја вукојебина на печалба ке работи, но викам, свати дека децата увек го одбираат својот пат, што значи на крајот пат ти ќе останеш само, они ќе си тераат по свој пат, така да колку порано се навикнеш на тоа, викам, толку подобро. Оти тоа се гледа, нели? Таков едноставно животот. Повеќето родители на крај остануваат напуштени. Не затоа што децата не ги сакале, него наставно си го избрале својот пат и си одат по него, јеби. Тоа е тоа. Така да му реков, не се секирај, може и боле што е тоа така. И сега, зашто е тоа така, некои да имаат многу, а некои да немаат ништо или да имаат ич, е друго прашање. И затоа апелирам до новите власти, до премиерот Мицковски. Јас знам дека еднаш ги седнал ти околу него, да ги седне уште еднаш, ако треба уште 10 пати. И конечно да им објасни дека целта на доаѓањето на власт во Македонија не е некој да украде и за 4 години да се направи милионер. Тука претежно мислам на како се понаша, однесуваа министрите во секоја влада изминативе 30 и кусур години, туку да им објасни на своите министри и на сите останати дека приоритет ќе биде да се подигне стандардот на граѓаните. Да нема више татковци кои што и во оној момент дури да го испратат своето дете на печалба, да не мора да трчаат по комши и по пријатели да бараат fucking 1000 или 1200 динари да може да му даде на синот за да му се најдат по пут за до негде. Да може да купи, не знам, вода, цигари, сендвич, што дае со тие пари. 20 евра. Тоа е една работа. Втора работа. Мора да направите некој самоодржлив систем од држава. А ви реков вчера како. Значи, единствениот начин е да се отвараат фабрики, да се создава вишок на вредност. Нема да се повторам оно што вчера го кажа во видеоролната. Но уште поважно и тоа е уствари уште поважно за да им се даде кислород на граѓаните. Без разлика кои се, македонци, бошњаци, срби, албанци, турци, роми. Да почнат да дишат малце воздух у економска смисла. Направите самоодржлив систем од држава, нешто зависи нонстоп од нечии кредити, од еврообврзници ако продаете од овода. Самоодржлив систем направите. Овозможите им на луѓето да имаат пари, да може да јадат кај сака, да може да се облечат кај сака. Ви реков, секој нема да може да вози Бентли, Масерати, Порше, Панамера, како се вика тој. Но, секој да може да си купи облека и оригинал Джорданки и не знам у било кој бутик по овие молоиве познат, не ги не знам ја, пошто толку пазарам по тие бутици, и да може да јаде шо сака. Значи, и онојот што собира пластични шишиња у шутка, и оној што живее горе на водно, ако му прдне денес да купи од супермаркет чаден лосос, да може да го купи.
и да јаде дома чаден лосос. Може на оној што живее на водна ќе му биде 1001 пат, овој на шутка, од шутка што собира пластични шишиња ќе му биде прв пат, но конечно и овој ќе проба да знае што е чаден лосос. Итана. Ако го направите тоа, премиер Мицковски и ВМРО ДПМН сте направиле многу. Ако направите, секој граѓанин што ќе посака, кој ќе дое лето, да си ги прати децата на море или цела фамилија да отидат на море, не у факинг Грција. Ја мене лично да ме прашате не би стапнал тамо. И не сум стапнал со години, но ради економски причини. Но, реално не би стапнал веќе тамо. Како што со години не моја нога нема стапнато у Бугарија. Не. Ќе му обезбедите на луѓето таков стандард да може да си купат карти, ефтини авионски да одат во Шпанија на одмор. Со авионот Барец у Шпанија. Тури им пепел. Не идам тамо кај што не ме сакаат, кај што ме множат со нула, кај што ме негираат како човек, како народ, како држава, како све. Така се чува достоинството, тоа е патриотизам. Океј. Грците не множите со нула, не ви идеме више. Не ви одиме. Дечки, у смисла граѓани на Македонија, еве државата како ќе застане, вие ќе одите сега у Шпанија, имате исто 10 пати поевтини места на одмор да си поминете ако него у Грција, рецимо. Тоа е патриотизам. Не само Шпанија, Малта, други континенти, Куба. Тоа е држава која што покажува достојна почит кон граѓаните што ја избрале да дое на власт. А фала Богу, кога ќе направите таков самоодржлив систем, тогаш галиба и нема толку млади да се иселуваат од овде, нели? Ке имаат зашто и да останат. По некој дефолт, мада од секојаш печалбарството кај нас било, нели, национален спорт. Ако се земе предвид какви премрежија сме поминали, низ какви режими сме поминали и робства и така натаму. Но, зошто да не? Зошто да не се обидеме да направиме успешна приказна? Опат број 1. Неспособните, кои што се во политика и кои што влагаат у политика токму затоа што се неспособни за да добијат високи функции и министерски места, треба да им се стави суинка во глава дека не смеат со рачињата у медот да влагаат, дека не се на таа функција ставени за во еден 4 годишен мандат да натепаат 2-3 милиони евра и да сидат пуни ко брод и да си ги отворат, да си направат своји хасциендички по грчкине плажи и не знам каде и да возат нели кола од 100.000 евра. Конечно, треба оваа власт, најодговорните во неа, ова недвосмислено да им го кажат на оние кои што ги назначиле да управуваат со поедини министерства, да директоруваат и така натаму. Само со таа покажана грижа кон сопствената држава, кон институциите, најочигледно ќе им покажете на граѓаните дека ги респектирате и нив, а тој респект ќе ви биде вратен. И уште нешто за крај. Пофаќајте ги конците кај нашите малцинства во
во околните земји, затоа што се наоѓаат под силен притисок на една фашизоидна бугарашка номенклатура, која што преку разни фондации оди таму им се заканува, им нуди бугарски пасоши. Веројатно тоа оди и со разни подмитувања, она ветување и така натаму. Како држава, ставете си ред, повлечете ги сите лостови што ги имате на влијание, тие бугарашки фондации да си ги тргнат, да си ги соберат ноџињата малце и да престанат да вршат притисок кај македонското малцинство пред се во Албанија и на други места. Со тоа ќе покажете дека конечно има власт, има држава која што се става во заштита на својот народ и дека нема да дозволи никој да атакува на неговото достоинство и да го понижува. Само ви давам насоки што треба да направите, а вие сте си големи, си знаете и се надевам дека ќе имате слух да го слушате својот народ, да ги слушате неговите маки, неговите потреби и полека да ги решавате неговите најгорливи проблеми, така да кажам. Благодарам.